Она што е македонско женско автохтоно име македонка, за албанската жена тоа е Арбана. Арбана Пашоли ни е гостинка во утрински брифинг. Таа во законодавниот дом ги брани политичките бои на ДУИ партијата. Добро утро. Дојдовте рано са бајле од Дебар за да стигнете во утрински брифинг. Како ни патувавте? Добро утро, Марија. Убаво патувавме, имаме снег натаму, но сепак добро. Стигнавме на време. На стража како беше? Имаше проблем? Па ние поминуваме на кај Маврово и на кај Гостивар, така да немаше голем проблем, меѓутоа сепак има снег доволно за да бидеме предпазливи. Гледам, зелено сте се облекле, тоа заради партијата, пошто се сменивте во еколошка зелена. Зелена е боја на животот, така да мислам дека навистина личи да се носи, но зошто да не? Ама и убаво ви изгледа. Да, благодарам. Дел сте од Комитетот за односи со заедниците, ќе речат некои, овој комитет е само форма, една козметика, колку да се рече дека го има, а се знае дека главниот збор за етникумите и за етничкиот клуч го има од горе Ахмети со неговите коалициони партнери, па дури имате и министер, господинот Груби, кој што води едно такво министерство. Зошто е тогаш овој комитет таков да постои во парламентот? Комитетот, Марија, значи е основан од 2002 година и на некој начин тој е директен производ од Охридскиот рамковен договор. Комитетот е постојано тело, се избира од собранието и правната поставеност и надлежностите произлегуваат од Уставот на Република Северна Македонија, односно амандманот 12. Да, имате право дека понекогаш постои таква перцепција за комитетот и комитетот во различни периоди, во зависност од динамиката на политичките процеси, имал помалку или повеќе активна улога. Меѓутоа, овој состав на пратеници и членови на комитетот, со кои значи сме дел од конститутивната седница во ноември 2020 година, мислиме да ја даваме ново светло на тоа што значи интеркултурализам на 21 век и во негување не само во мултиетничката и културната димензија на нашето општество, за развој на овие димензии, туку и за промовирање на етички вредности кои без кои значи не може да се охрабруваат односите меѓу заедниците. Практично што значи тоа кога заседава комитетот, за кои прашања дебатира? Една од основните надлежности на комитетот значи се прашања кои ги засегаат односите меѓу заедниците. Истите имаат значи интерес во културата, образованието, личните документи, употреба на јазиците, употреба на символите. Од овој мандат, значи од кога јас го водам комитетот, и факт е дека можеби претходниот период не бил толку активен, меѓутоа моја замисла, пошто доаѓам и од Дебар, од мултикултурен град, кој е пример за соживот меѓу различните заедници во етничка основа, но и религиска. И мислам дека приоритет ми беше и тоа што е најважно, ние како комитет да даваме пример за нашите граѓани. Мислев дека треба да ставиме приоритет, да вложиме енергија и труд за да се запознаеме меѓусебно, пошто комитетот се состои од 19 членови, 7 членови од пратениците македонци, 7 членови од пратениците албанци и 5 членови од пратениците кои ги представуваат заедниците, од еден представник од турската, бошњачката, српската, ромската и влашката заедница. И мислев дека е многу важно да ние вложуваме и време и енергија да преку нашите работни средби
не само третираме теми кои се важни за негување на вредностите кои влијаат врз соживотот меѓу заедниците, туку да бидеме пример за нашите граѓани преку тоа што ќе научиме да се почитуваме и кога не се согласуваме, што нечесто се случува во политиката. Дали кога ќе има конфликти на сцената во собранието, на собраниската говорница, вие тие конфликти после тоа се обидувате да ги пеглате на комитетот или обратно? Тука ги пеглате сите разлики што постојат пред да се појават во собрание? Мислам дека сепак тоа што се случува на говорница, тоа е една многу тенка граница помеѓу слобода на говор и понекогаш говор на омраза, и сепак ние како пратеници треба да се држиме себе си одговорни за тоа што го кажуваме, за обвинувањата што ги правиме на говорница и дали навистина истите се аргументирани. Мислам дека тоа сепак е дел на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Ама вие сте таму сте член. И таму сум член, каде што моментално работиме на драв верзија на Кодексот за однесување на пратениците, како и на упатството што би им помагало на пратениците во однос на тоа што би требало и не. Ама по тоа што го гледаме на политичката сцена и во собрание и надвор од собранието, мислам дека многу енергија треба да се вложи да почне да функционира тој кодекс на однесување. Гледајќи од перспектива на психолог, сепак мислам дека е многу важно од негде да се почнува. Од и самиот факт дека ние преку работилници кои се поддржани од NDI, Институтот за демократија, но иницијативата на председателот на комисијата, кој навистина вложил многу енергија во тоа да ние работиме во однос на ревидирање на Кодексот за однесување на пратениците, мислам дека самото тоа што ние разговараме за теми како транспарентност, објективност, лидерство е многу важно, бидејќи станува дел од нашето секојдневие и станува дел од нашиот речник. Така да сепак не е за... Ама велите разговараме, ама тоа некако не се гледа пред камерите дека е многу разговарано. Таа реторика, како да кажам, говор на омраза, тој јазик, не е баш дека е нешто работено зад камерите. Сепак е избор на секој поединец како сака, на какво светло сака да се покаже. И јас секогаш викам дека етиката почнува од внатре, не може некој да ти ја наметне. Некогаш неетичното однесување дури и се наградува кога тоа се прави за дневни политички поени или без разлика да не навлегувам во таа тема, меѓутоа мислам дека сепак е важно да се зборува за овие теми, да се земаат најдобрите практики и од земјите во регионот, а зошто не и од другите европски земји кои можеме да ги нарекуваме како да кажеме примери, и сепак е процес. Значи, тоа е нешто со што ние треба да се бавиме секојдневно. Со долгогодишен стаж во психологијата како психолог во гимназија во Дебар, вие влеговте во законодавниот дом, значи во политиката. Како се перцепирате вие како психолог на привремена работа во парламентот или како некој кој што својот работен век ќе го заокружи во политиката? Да бидам искрена, во моите почетоци кога бев избрана за пратеничка, носев голема одговорност, бидејќи многу луѓе веруваат дека јас можам да се справувам со оваа моја нова улога, да ја наречам, и ова е функција за која служиш. Јас служам за граѓаните. Не е сепак и во политиката, и во психологијата, субјектот е човекот, субјект се луѓето. И во политиката, и во психологијата, зборот е најсилната алатка. Меѓутоа, во психологијата, јас слушам за да разбирам, но во политиката често се случува да слушаш за да напаѓаш. И
тука е тој мој внатрешен конфликт. Ама вие одбирате и како психолог да се однесувате во политиката? Тоа е, да кажам, моја лична мисија. Мене ми е многу важно да се стави емпатијата на масата на политиката, пошто емпатијата е концепт што многу ретко се користи во политиката и мислам дека ние политичарите не треба да се плашиме од емпатијата. Напротив, емпатијата е вештина која и се учи, значи доколку имаш волја, и тоа е тоа што ти отвара врата за да ги разбереш другите, да се поставиш во нивна кожа и кога не се согласуваш, пак да ги почитуваш. Така да мислам дека... Ма тоа е тешка мисија, за некој невозможна мисија. Вас колегите ве перцепираат како една насмеана личност кој што умее и знае како да ги решава Гордиевите, да ги одврзува Гордиевите јазли, ама тоа не можете да го кажете за сите ваши колеги во парламентот. Значи, јас сепак ќе кажам дека секој треба да носи одговорност за себе. Јас можам да давам личен пример и можам на некој начин да инфектирам неколку околу мене, па таа енергија од 10 да се прави 100 души. Велат, политиката е блудница, може ли да не биде таква политиката? Сепак, кога се зборува дека како крајна цел е слобода на говорот, тоа е навистина, како да кажам, голем простор и тука не може луѓето да ги ограничуваш како да се однесуваш, што да кажуваат и што е тоа што е исправно за другите, пошто нивните перцепции, нивните цели и тоа што тие сакаат да го постигнат, може да е сосема поинако од тоа што ти го сакаш. Има начин како тоа да се соопшти? Да, мислам дека единствено преку давање на личен пример, тоа е нешто што може да го правиш и да, значи, не само за политичарите, значи политичарите веќе си имат своја ментална рамка кои сакаат да бидат и што сакаат да бидат. Мене многу ми е важно да даваме личен пример за младите, за оние кои ги сметаме за лидери на нашата држава и многу ми е важно да тие, кога ги почнуваат нивните први чекори, да бидат тоа што навистина треба да бидат. Арбана, јас сигурно вие не имате, не чувате војнички чевли горе на таван, затоа што во 2001 година бевте тинејџерка. Така, ама веројатно одбирате по еднаков начин. Не знам дали би требало да си толку сигурна дека... Вистина? Сега, шала на страна, јас сум била студентка во Скопје во тоа време и можам да кажам дека не биле лесни времиња, особено да се биде студент во Скопје, особено за мене да почнам студии на македонски јазик, значи и тоа било голем предизвик. Меѓутоа, мило ми е што сме напредувале во однос на таа тема и сме тука кај што сме. Веројатно одбирате на поинаков начин пристап во вашата партија и преку обуки на колешките, на колегите, во начинот на комуникација, на говор, како да се однесуваат кон јавноста, како психолог? Значи, јас сепак кажувам, во моето секојдневие и во моите контакти со сите луѓе што ги сретнувам, јас сакам да го давам тој мој придонес и значи, тоа во што јас верувам. Колку луѓето земат, тоа е друга приказна, пошто се зависи колку сакаат да учат од тебе. Меѓутоа, јас сум човек што навистина мислам дека треба време за се и треба да бидеме созреани за во вистинското време да ги постигнеме вистинските работи. Арбана, ова е едно од вашите ретки појавувања, 2-3 интервјуа до сега во година и пол како сте во политиката, ама многу интересен, симпатичен разговор. Ви благодарам што бевте гости на утрински брифинг, иако моравте рано са бајле да патувате од Дебра за да ни стасате и ни направивте чест. Тоа беше претендичката на Благодарам, Дуи, Марија, која што е гостинка и од која што предпоставам дека многу ќе слушаме за нејзе.